Јануарската пензија ќе биде повисока за 5%. Ова попладнево на штипските пензионери лично им го соопшти министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Одлуката за покачување на пензиите ги образложи на овој начин. Но од страна на Сдруженијето на пензионери беше побарано дека растот на платите, кој што е реален во државата, тоа е раст на минималната плата над 15% и раст на просечната плата во државата над 5%, дека заслужуваат и тие да имаат одредена распределба. И токму затоа одлучивме дека е важно да овие два индикатора се земат во предвид и да се добие одредено зголемување максимум до растот на просечната плата во државата, тоа е 5%. Бидејќи платата е битен индикатор за одржување на реалната вредност на пензиите, идејата пензиите да растат паралелно со растот на платите доаѓа од Сојузот на Сдруженија на пензионери. Чини дека тоа ќе биде и едно долгорочно системско усогласување на пензиите кое што ќе овозможи да се одржува реалната вредност на пензиите. Ете гледате, значи се слушна гласот на пензионерите и ова денеска стана реалност. Реформите во социјалната политика и работата на пензискиот фонд имаат добра основа да ги дадат очекуваните позитивни ефекти. Деваме дека овие реформи ќе продолжат уште понатаму за цел, значи уште повеќе стабилизација на фондот на Северна Македонија, Република Северна Македонија, а како што е почнато, мислам дека и тоа ќе се заврши. Оваа вест за локалните власти е повеќе од позитивна за штипските и карбинските пензионери, истакна градоначалникот Благој Бочварски. Можем да го поздравам овој чекор, бидејќи во многу наврати, токму во оваа сала и надвор од овде сме разговарале за подобрување на условите за живот на сите наши граѓани, но и на пензионерите. На најавата на министерката за ново покачување на пензиите, реагираше локалниот огранок на ВМРО-ДПМНЕ. Кога е на власт, СДС манипулира со зголемување на пензиите од 5%, а кога беа опозиција, тоа беше незаконско уништување на пензискиот систем. На неколку месеци пред избори, рекетарската влада најде законска можност за зголемување од 5% во износ од 700 денари, но пензионерите веќе ја знаат изборната стапица. Ако се продолжеше континуитетот на ВМРО-ДПМНЕ за покачување на пензиите за 600 денари, денес секој пензионер ки имаше плюс 1800 денари повеќе на месечно ниво, или СДС им ја украде можната пензија на пензионерите за 1100 денари. Но јасно е и граѓаните паметат дека СДС е единствената партија која ги